civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ние имаме истражувачи, think tank организации, организации кои што работат со народот, сите користат статистички податоци и сите произведуваат статистички податци на макрониво. Некогаш сушност произведуваме статистички податоци кои што не ги опфаќаат за официјалните заводи статистика и многу е важно за организирање локални политики. Би сакала да дадам еден пример за тоа како ние ги користиме статистичките податоци. Например, бараме внимание и велиме секој втор граѓанин во Северна Македонија е изложен на ризик од сиромаштија. И тоа е навистина исклучително важно за медиумите, уште повеќе да бараат и да прашуваат. И затоа ние информираме дека се работи за ниска економска активност, недоволни социјални услуги на локално ниво и всушност даваме примери со статистички податоци што можеме официјално да ги најдеме. Значи, искористуваме се што може да најдеме, се што вие ќе го произведете како Завод за статистика. Не го користиме како бројка, туку даваме суштина позади бројките, ги ставаме во контекст. Значи, ставаме човечко лице до бројката. Нашето мото, нашиот слоган во периодот кога работевме непосредно со Фондот за развој на Обединетите нации и Заводот за статистика е дека сиромашните се луѓе, не се статистички податоци. Тие се повеќе од бројка. Ние ги користиме бројките за подобрување на нивниот живот, за нивната позиција, нивното знаење, нивните можности, нивното учество. И тоа го правиме во рамки на една од нашите активности, а тоа е едукацијата. Ги едуцираме всушност што значат тие бројки, што значи ако речиси 22% од целото население живее во сиромаштија. Што значи да се живее под линијата на сиромаштијата? Имам поголем приход од колку што е наведено во официјално, а сепак сум сиромашна, иако не сум службено официјално признана како сиромашна, бидејќи статистиката се заснова на наука, а не на перцепција. А ние имаме обичај да ги користиме бројките како перцепција. Потоа ги користиме тие податоци за да видиме како може своето знаење да го користат во локалните заедници, да бараат повеќе. Например, ако нема доволно деца или ако има возрастни лица на кои што има потребна нега, да знаат како да ги искористат тие бројки, тие статистички податоци, да бараат услуги за долгорочна нега. И сето ова го спроведуваме на работилници, ги поврзуваме различните области кои што всушност поддржуваат справувањето со сиромаштијата, подобрување на домувањето, здравјето, достапноста на храната и така натаму, и потоа ги поврзуваме во круг со целите на одржливиот развој, одржливоста генерално, и на тој начин даваме можност да учествуваат во локалните стратегии за развој и справување со сиромаштијата. Обично работиме независно како невладени организации, безбедуваме истражувања, документи за политиките, било што ќе им помогне на креаторите на политиките. Всушност изготвуваме предлози за политики засновани на докази, нешто што е многу важно и нешто што не се прави вообичаено кога зборуваме за тоа како ги
користиме статистичките податоци, го подигнуваме интересот за мултидимензионалноста на сиромаштијата и зборуваме гласно за нешта кои што всушност се корени на сиромаштијата. Не користиме бројки, туку всушност зборуваме што се причинителите за тие бројки, кои политики се добри, кои се погрешни, како тие се одразуваат на квалитетот на живењето на нашите граѓани. И навистина сум среќна што Државниот завод за статистика понуди низа работилници за зголемување на статистичката писменост кај членовите на граѓанското општество, да можеме всушност да дадеме уште повеќе придонес, да бидеме подобри партнери од на што сме сега. Навистина сум задоволна што по ова соработка со UNFDA отворивме дискусија за депопулацијата, за политиките за населението, нешто што влие врз демографските промени и што ќе се покаже сега со резултатите од пописот. И сето ова влие врз политиките и сето ова е засновано на докази за целите подобар живот за сите жители, не само оние што се на позиција, туку всушност работиме никој да не биде изоставен. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.